Веќе 50 надпреварувачи се обидоа да го освојат милионот. Никој не успеа. 50 надпреварувачи се обидоа да го надмудрат банкарот. Повторно никој не успеа. За жал, парите се уште во сефот на банкарот. Ќе имаме ли можеби повеќе среќа вечерва? Ќе видиме во вечерашното 51-во издание на Се или нешто. Го бараме вечерашниот надпреварувач. Софија! Нашата Софи со кутија број 7. Софи, дали е среќен овој број, ќе видиме за кратко. Повели по патеката на среќата. Високи штикли и црни чорап има една убава песна. Софија Ахчиева. Софи, здраво, дојди твојот ред, понашто се прикрсти. Јасно ми е дека го чекаше редо, така ли е? Да, и конечно го сигурно. дочека. Да. Дали си добра? Супер. Имаш ли трема? Малку. Малку, па Ама и ќе треба да поминеш. имаш. И треба да имаш. Ова Ахчиева од кај му доаѓа? Претпоставам дека е на твоја сопруг. Презиме? Да, од од кое е сопруг. потеклото? Потеклото Стари Скопјани. Има некое значење тоа? Порано мислам дека имале Ахчилница, Што е тоа Ахчилница? кафеана. Кафеана, Да. видиш, не сум знала. И значи има логика. Да. Интересно. Софи, Софи те викаат плавуша, тоа е толку очигледно, 1,5 вистинска плавуша. Се надевам некако ние од вицовите. Па не. Те навредуваат ли вицови за плавуши? Не, Искрено. воопшто не. Дали сладко се смееш? Се смеам нормално. Знаеш ли зошто се глупави сите вицови за плавушите? За да можат бринетите да го разберат. Така што од 1-1 сте сега, така ли е? Да, фит. Фит, Софи Скопјанка. Да, Која е твојата Скопјанка. професија? Мојата професија е инструктор по возење. Инструктор по возење. Да. Ова го кажа намерно во машки род, бидејќи нема разлика како инструктор дали машко или женско. Па нема Признај разлика. дека е така. Па нема нормално. Е сега, кажи ми дали имаш проблем со мажите кои што велат дека ние жените, колку и да сме добри возачи, не можеме да бидеме подобри од мажите. Има ли вистина Софи во тоа? Па има вистина. Како мори они Софи мислат- има вистина? Не, има вистина дека они зборуваат дека тоа да. тие се подобри возачи, а не се согласувам со. Твоето искуство со кандидатите какво е? Кога треба да ги споредиш машките и женските возачи? Па добро сега, мислам, пак малце морам да кажам дека машките кандидати се малце за нијанса подобри, ама не мора да значи. Ама ние сме повнимателни. Значи, повнимателни, да. И риквертот тешко ни оди. На жените да. Амори Софи. Колку години си веќе инструкторка? Или инструктор? 19 години. 19 години. Колку кандидати поминаа низ твојата? Ти имаш твоја автошкола? Има моја автошкола, Се вика собствена. Софи. Па како да Па се еве да не вика? се рекламирам, да не ја кажам. Ама не можеш да не кажеш, па Софи се вика. Ја знаеш колку сакам да си отворам нешто лила толкав надпис да си ставам. И ќе се фалам сегде. Еба, Боже. Софи колку поминаа, дали знаеш кандидати? Не знам, точно Не не знаеш. знам. Да, Веројатно многу. многу. Добри возачи ли се сите? Што Одлични. кажуваат? Одлични возачи. И дали вака на штикли даваш часови? Секогаш. Секогаш си на штикли. Браво. Бидејќи, например, сум имал, мислам, обучувам и на други категории, значи С, С плюс Е, Д, Ти ги имаш А, сите категории. Софи, возиш и камион. Се. Колкав? Голем. Добро, браво Софи. Кој би рекол види ваква женска? Добро. И? Значи, немам проблем, јас одам Дали се... со штикли, никаков проблем нема. Браво Софи. Да. Која е твојата Амајлија? Нешто држиш во Мојата рака? Амајлија, прва Богородица, значи и ќе ја држам во рака. Цело време во рака. Цело време во рака. Така. И една моја драга... Пари да не ми донесе? Не. Никој бе не му Значи- текна пари да ми донесе. Една моја драга фотографија, Така. што мислам дека вечерва треба да ми донесе среќа. А, сигурно ќе ти донесе. Оваа фотографија, драга моја Софи, ќе ти донесе среќа, бидејќи со тебе е една прекрасна дама. Дали ја знаеш ти оваа дама? Фина.
што е сладка, па добра што е, па тоа страшна работа. И пожива, Мајли. И До мене. поживо. Да, Софија, јас навистина ти благодарам овој комплимент кој што ретко се добива, ако сметаш дека сум ти Амајлија, се надевам дека ќе ти помогнам некако, еве ставија таа слика таму. Во најмала рака ти ветувам дека ќе ти помогнам да ти помине тремата и да имаш добра игра. А во кутиите знаеш дека не смеам да се мешам. Сигурно. И уште едно прашање, Софи, со кого си дојдена да видиме? Со мојот син Мартин. Здраво, Мартин. Здраво. Дали си добар? Па, да. Имаш ли ти трема како мама? Малце. Добро, а кој е до тебе? Тоа е другар на Мартин, Александар. Александар. Аце, дали си добар? Супер. Дали ти имаш трема? Не, никак. Па ти немаш, не ти е мајка Софи, гајле ти е. Така е. Ќе помине тремата, сигурна сум, особено затоа што сега ќе ти кажам дека си дојдена да освоиш милион денари. Дали сум во право? Па поправо. Без Сум мили. дојдена за милион, ама Дали само милионот ти се врти во глава? Искрена биде, Па. искрена. искрена да. Браво бе, еве, најголем аплауз. Кај плавуша, кај паметна, кај искрена. Значи, јас, она што морам да те подсетам, Софија, е следното. Одиме на дисплеот, каде што се кријат сини и црвени суми, од 1 денар до 1 милион денари. Се разбира дека банкарот, оној кој што седи во канцеларија, не гледа, едва чека да се изнасме доколку извлечеме големи суми. Што помалку високи суми, тоа подобри понуди од нашиот банкар. До сега никој не го освои милионот. Се надеваме дека можеби ти ќе го направиш тоа, дај Боже да е така. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа. Најбитното е да отвораш сини суми, најбитното е да ја сочуваш својата кутија, да ја продадеш колку можеш подобро. Дали може така, Софија? Може. Дали си подготвена? Да. Ако е така, потсетувам дека тоа е нашата Софија Ахчиева, ја игра незината игра во се или нешто. Софија, концентрација. И одиме со првата рунда од 6 кутии. Можеш да знаеш да прошеташ, да застанеш, да седнеш, што сакаш можеш да направиш. Може да почне. Број 6. Сашко. Се помисли. Со која друга кутија се помисли? Не, Искрено. не се помислив. Баш Добро. шеска. Сашко, Сашко. број 6. Да. Да почнеме со... Одлично. Нема подобар почеток, Софија. Втора. Број 3. Пера. Pero, многу рано ќе бидеш изгушкан. Ќе видиме. Pero, гледа да бидеш. Број 3. Добро е, Софи, можеш да го изгушкаш. Можеш, да. Смејам. Сепак 1000 денари, тоа е цифра која што заслужува да биде изгушкан нашиот Pero со број 3, за да не ја прекинеме традицијата, Софи. Добро е, одиме со кутија број 3. Број 8. Енис. Ениса, Црвен бузон, црвена кутија. браво. Браво, Енис. Одличен почеток, Софи, да продолжиме така. Број 9. Овој пат Лидија, од Битола. Лидија, имаш ли нешто битолско? Нема. Поарно. Ајде, Лидија. Одлично. Обично битолската линија не функционираше, но овој пат профункционира. Лидија, јас ти се извинувам. Софи, морам да те сега. подсетам. Вака, отвори 4 кутии. 4. Отвараме 6. Значи, не останаа само уште 2 кутии. За сега имаш одлична рунда. Се надевам дека така ќе завршиш, за да нашиот банкар уште во старт ни даде убава сума. Со која кутија одиме сега? Се мислам. Помеѓу Ивица Така, и имаш Димитар. право да мислиш, не те брзам. 11-ката. Помеѓу кого? Помеѓу 11 Димитар Димитар. и Ивица. Ивица Двојка. број 2. Дали се мислиш помеѓу броевите или помеѓу ликовите? Не, помеѓу броевите. Броевите. Да, Два. 11-ка секогаш некои поголеми суми се, ама Си правила не мора да статистика? значи. Си правила Не, не сум статистика? правила статистика, меѓутоа Си запаметила дека Да, 11-ката, да. а бога ми и Џастин Бибер знае да за Бибери многу често. да. Да бидеме искрени, Софи. Да. Што ќе правиме сега? Не знам, Веруваш мислам. ли дека, а? Ај 2 Ивица. Сепак Ивица. Ивица, внимавај добро. Помеѓу тебе и Димитар се одлучи за тебе. Секогаш помладите. Браво. Браво, Софи. Сега за сега.
Што е да каква и да е шемата во твојата глава е одлична. Немам шема, како што ги гледаме вака. Така како чувство, Да, што си во да. хороскоп? Риба. Риба. Дали се тие интуитивни? Па, Си ли интуитивна во животот? па да. За сега добро ти оди, биди таква до крај. Софи, да ја затвориме првата рунда со сина кутија. Сина сума поточно. Таа страна. Горниот ред, не знам. А 13-ка маја, па 13-ка. Кај Маја, кај 13-ка. Се мислам, збунив се. Сега се збуни. Ај 4, Цветан. Сепак Цветан. Цветан, што треба да ми значи гримасава? Да завршиме со мала сума. Ајде, Цветан. Добре. Софи, да пукне во старт. Браво. Браво. Одличен почеток. Дали сега со овие убави суми малку ти помина тремата? Па да. Ајде, ако е така, дојдите, молам ваму, да се види тоа тело ремек дело. Оваа драга господи има 45 години, изгледа како девојче, дали сум во право? Софи, ќе откриеш ли тајната? Тајната На е... добриот изглед? Да. Секојдневно трчање. По колку, Софи? Секој утро, значи, поточно. По... од 7 до 10 километри. Само толку? Само толку. Ако имам Ако повеќе е време, тоа но тајната, и сите ќе се искористиме што е од 7 до 10 километри. Браво, Софи. Секој утро, а? Секој утро. А доколку прескокнеш, Нема што правиш? прескокнување. Следниот пат 20 километри трчаш. Дупло. Дупло. Софи, колку години тоа? 9. 9 години. Секој ден по 10 километри. Да, Браво, Софи. секој Сето ден. тоа има И плюс и резултат. ролери возам. После И тоа. ролери возиш. После тоа. Браво, Софи. Да, банкару. Благодарам. Поздрав до Софи, така е. 10 километри банкару. А и појќе можеш и да дадеш. Софи воодушевена од тоа како изгледаш и како си успевала да трчаш, Благодарам. да трчаш секое утро по 10 километри. Без разлика какво е времето? Без разлика. И на снег, и на мраз. Секој ден. Значи времето воопшто не ми смета. Со капулјаче, со капа, Не, отрчаш или... не, никако. И не настигнуваш? Не. Ние од одење настигнуваме. Софи, првата сума која што ја нуди банкарот за оваа твоја за сега одлична игра во самиот старт, иако јас лично сметам дека можеш и повеќе да ти даде, ама ајде нека му биде, 6150 денари. Така почнуваме. Добре. 6150 денари е фактички првата нели понуда. Еве во старт кажеш, што сакаш да го прашаш Мартин? Слободно праше го. Добро ли? Добро е. Мартин, дали е добро? Па добро е, да. Дали ти возиш? Па возам, да. Положи ли? Возам, немам уште положено, но кај да е ќе биде. Ќе биде, мама ти е инструктор? Па да. Дали кога Мајка ти ми дава се. часови повеќе инструктор или мајка? Има ли Па, она повеќе- педагошки малце по уши? Повеќе мајка. Повеќе мајка, Повеќе значи ќотек мајка. се јаде додека се вози. Па да. Ја, само нека функционира тоа. Само да бидеш ти добар возач, ништо друго не е битно. Софи, дали македонците се добри возачи? Да, Дали сме она... Па, Меѓутоа да. малку сообраќајно некултурни, тоа мора да признам. точно така е. Така е. Да. Она што гледаме во секојдневието. И само уште едно прашање, ти си дипломиран професор по физичко. Да. Дали се Колега знаете со на Горан? А дали Горан. се знаете? Се Зборувам знаеме, да, преку да. професијата. Па не, ама знам дека е професор. Да. Тука сме Ама се запознали. Тој ги трча војниците. Тој ги трча војниците, Да. а јас трчам сама. Сама. Сама со себе. Значи, Софи, мораш да ми одговориш. 6150 денари. Кажи дали ова фантастична понуда на банкарот ваш. Да размислам. Па и треба да размислиш, Софи. Ја би размислила. Малку, а? Малку. Да одговорам, може, спремна Да. сум. Кажи дали понудата важи. Понудата не важи. Сепак не така е, Софи. На момент помислив да не сакаш да се мачиш веќе, ама се сетив дека ти помина тремата, викам, зашто би се откажала од играта, така ли е? Сигурно. Софи, штом ти поминала тремата, тогаш да земеме залет на ист начин како во првата рунда и да отвориме колку? 5. 5 кутии. Софи, одиме со првата кутија од втората рунда. Сега е малце потешко.
сега веќе се повеќе и повеќе потешко ќе биде Софи. Може слободно да одиш, да излезеш, Не, да сега бидеш, ќе- да па не знам. почувствуваш атмосфера, да почувствуваш енергија, слободно, немој да стоиш на место. Кутија број 1, Маја. Маја, што велиш, што има таму? Сина? Браво, Маја, нека бидат сина. Сепак тоа стоја. Не е аплауз никако. Никако. Од стотка надолу се договоривме аплауз никако. Но добро. Добро. 200.000, 350, 500 милион се во игра, одиме понатаму. Која е втората? Број 5, Гордана. Кутија број 5 Гордана. Гордана, какво е твоето чувство за кутија? Па добро, првата десетка се мали суми, да се надеваме дека и ова ќе видат. Ајде, по твојата логика. Се смее банкарот. Најмногу мразам кој ќе дојме до оваа фаза која вака ни се смее, Софи. А не можеме ништо да направиме. Освен да отвориме уште 3 сини суми. Ма каде се? Каде се? 10. Кај Маја и кај Горде не беа. Кај Александра. Мислиш дека се кај Александра. Александра, во право ли е, Софи? Што мислиш? Мене десетка ми е среќен, број се надевам и на Софи. Ајде да видиме Александра. Така е. Фала Богу, ајде најголем аплауз за инајот на банкарот. Софи, се препоти. Уште колку треба? Софи, отвори 3 кутии, од кои што отвори 2 големи. 100.000 и 500.000. Меѓутоа, се враќаме во живот со кутијата на Александра од 50 денари и сега ни требаат уште 2 сини суми. $21, Јулијана. Јуле? Ајде се среќа.